Драги пријатели, посетители, гости во Друштвото на писателите на Македонија, драги пријатели на Друштвото што не следите на платформата Facebook во моментов, добре дојдовте на денешниот ден во кој одбележуваме 8 децении од кодификацијата на стандарди од македонски јазик, што воопшто го одбележуваме денот на македонскиот јазик со мало задоснување и го одбележуваме истовремено со представување на новите членови на Друштвото на писателите на Македонија, кои што споделат дел од своето творештво, но исто така ќе зборуваат слободно и на прашањето што ќе значи нам јазикот. Пред да ве оставам на нашите членови, кои што ќе бидат модерирани од Като Богоева, ќе го најавам Славчо Ковиловски, главниот одговорен уредник на Стожер, кој што ќе се осврне накратко, приводно, по повод денот на македонскиот јазик, ќе зборува за јазикот и за творештвото. Тој ќе биде. Добре, веднаш потоа ќе продолжиме со Кате и со гостите. Фала ви и ви посакувам да уживате. Нови членови на Друштвото на писателите. Поздравам публиката. Спомна Живко ти благодарам за најавата. Како што спомна, годинава се навршуваат 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Во теков на овие неколку дена имаше повеќе манифестации посветени на чествување на овој, да кажем, значаен момент по македонската културна, национална и секаква друга меморија. Имаше наставни кои што се обележува на Филолошкиот факултет, имаше наставник кој што се обележуваше во Македонската академија на науките. Еве, и Друштвото на писателите на Македонија на ваков начин дава свој придонес кон обележувањето на јубилејот 80 години од кодификацијата на стандарди од македонски јазик. Јас, осем што сум главен уредник на Стожер, работам токму тоа, работам во Институтот за македонска литература и се занимавам со тие јазични, идентитетски, културни, литературни прашања, почнувајќи од 19 век до 45 година, така што се поклопа со тој период. Особено тоа во кој што го работам, особено што во изминатиот период за други прилики истражав малку во Националната универзитетска библиотека и листав тие стари македонски списанија од Втората светска војна и почетокот на кодификацијата, 45-та, Нова Македонија, Млад борец, Нов ден, така натака, така што во моје пригодно да го наречам обраќање, ќе започнам со еден историски контекст за развојот на македонскиот јазик, начинот на кој што се стигнало до кодификацијата, но и за авторите кои што започнале да го трасираат патот на современата македонска литература, почнувајќи од 45-та година. Значи, развојот на македонскиот јазик представува долготраен историски процес кој што започнал уште од 9 век, продолжил низ вековите преку народниот говор и конечно добил свој стандарден облик по Втората светска војна. Знаеме дека корените на македонскиот јазик може да се најдат уште во 9 век, како што спомнав, кога светите браќа Кирил и Методи ја создале глаголицата и го превеле првото богослужбено четиво на словенски јазик со основа токму од говорите околу Солун. Подоцна нивните ученици Климент и Наум во Охрид ја продолжиле нивната мисија, ширејќи го писмото и писменоста меѓу македонскиот народ преку Охридската книжевна школа. Во текот на османскиот период македонскиот јазик продолжил да живее во народната устна традиција, по песните, поговорките, бајките, приказните и така натака. Во 19 век со развојот на народносната свест се појавуваат и првите обиди за пишување на македонски народен јазик преку делата на Константин Миладинов, Ѓорѓе Пулевски, Марко Цепенков, кои што во своите творби го користеле токму народниот израз. Пресвртница во развојот на македонскиот јазик се случува за време и по Втората светска војна,
кога на првото заседание на АСКУ македонскиот јазик е прогласен за службен јазик на територијата на тогашна Народна република Македонија, а веќе следната 45-та година била кодифицирана азбуката и правописот. Овој настан представува почеток на современиот македонски јазик и од тогаш па наваму тој се развија во сите области, почнувајќи од образованието, науката, уметноста, медиумите и секојдневниот живот. Денес тој јазик на литературата, културата, правото и технологијата, а се изучува и надвор од границите на Македонија. Со кодификацијата на македонскиот јазик, македонските писатели конечно добиле можност да творат слободно на својот јазик. Тоа творештво не било само уметнички израз, туку и начин да се покаже дека македонскиот јазик е зрел, богат и достоен за литература. Писателите како Блаже Кумански, Аца Шопов, Славко Јаневски, Стале Попов и други го користат јазикот за да создадат дела што зборуваат за македонската реалност, страдања, радости и борби. Преку поезија, раскази и романи, тие го развиваа јазикот и му даваа нова сила и живот. Без развој на јазикот немаше да има современа македонска книжевност, а без творештвото на книжевноста, без творештвото на тие писатели, јазикот немаше да се збогати и да се зацврсти. Во тие години книжевноста стана символ на национална гордост, културен растеж и јазикот како жива алка меѓу минатото и иднината преку творештвото продолжи да се развива и да го чува идентитетот. Творештвото во овој период не служи само за уметнички изразување, зборуваме за период од 45-та година, туку имал и образовна и еманципаторска улога. Тој станал алатка за развој на колективната свест, а литературата простор каде што се формира новиот македонски човек свесен за своето место во светот. Преку творештвото јазикот се развиваше и се издигнуваше на ново повисоко културно ниво. Преку јазикот писателите ги запишуваа искуството на народот и изразија неговата болка и неговата надеж. Оваа симбиоза останува темел на македонската книжевност и до ден денес. Сега, за да не биде ова излагање полно само со празни флоскули, ќе наведам неколку пресвртни моменти кои на македонското авторство му дадоа можност за широка афирмација. Најпрво со излегувањето од печат на ревијата, односно списанието Млад борец, на весникот Нова Македонија и на списанието Нов ден. На македонските писатели им се отворија вратите за да покажат што знаат и умеат во литературата. За нив се кажува дека важело правилото. Велам се кажува, јас не сум сведок, но се кажува, имам слушано од старите, дека ако сакаш да бидеш писател, најпрво мора да те објават во Млад борец, во Нов ден, во Разгледи и во Современост. Постарите автори сигурно се сеќаваат на значењето на овие списанија, да се овие песна, расказ или есеј на некој од страниците од овие изданија. Уште еден важен момент е и основањето на Друштвото на писателите на Македонија, 45-та година, со што и официјално македонските писатели се организираа воесновско здружение во кое се водеа полемики, конфронтации и се определуваше текот на повојната македонска книжевност. Овие македонски класици што ги сметаме денес, како Коневски, Јаневски, Шопов, Стале Попов, понатаму Поле Чашоли, Иван Точко, Владо Малец, Јован Бошковски, Венко Марковски, кој спомнеме со сите негови мани, Лазо Каровски, Гого Ивановски, Ванчо Николевски и така натака, се представници на првата македонска повојна генерација автори. Меѓутоа, понекогаш, како да подзабораваме, колку била богата македонската литература до ова време, непосредно пред и по стандардизацијата на македонскиот јазик, треба посебно да обрнеме внимание и на творечките пројави на, би рекол, заборавените, непознатите или помалку познатите автори, кои што своевремено извршиле силно влијание во македонската литература. Некои од со овие автори, истражувајќи јас прв пат се сретнав, тие се Илија Топаловски, Марика Наумова, значи имаме и женско авторство од ова период. Јаким Синадиновски, Благој Војдановски, Цвета Ѓошевска, подоцна Органџиева и други поети раскажувачи, да не го забораиме Бранко Заревски, Радован Петковски
и останатите автори објавувајќи на страниците на весници и списанија кои што ние денес скоро и да не се сеќаваме или не знаеме дека постоеле, а ќе повторам, своевремено извршиле силно влијание во македонската културна средина. Овие весници и списанија од овој период се Народен војник, Славниот кожух, Нашиот глас, Народна борба и така натака. Интересно е што во време македонските печатници технички не биле подготвени да ги следат усвоените стандарди, како во однос на графемите, така и во однос на правописот. Наведов неколку примери. Буквата Ќ била пишувана како К со апостроф, тие први 5-10 години. Буквата Ѓ како Г со апострофче горе. Буквата Њ била пишувана како НЈ, на што укажува и самото решение на владата на тогашна НРМ, Народна република Македонија, објавено на страниците на весникот Нова Македонија во бројот од 5, 6 и 7 мај 1945 година. Сето тоа набрзо, како што кажа, било коригирано и веќе ја добило својата утврдена форма, инаку и со правописот имало проблеми се барала стискиот јазичен израз. Првите 5-10 години се употребувале изрази преземени најчесто од рускиот јазик, укажува, напредува, обзнанува, сето тоа подоцна е набрзо сменато. Привршувам, македонските писатели денеска користат богат говор и ликови од македонската реалност, создавајќи живописна слика на урбаниот простор, на руралните средини, на човекот во време на големи историски промени, но и за прикажување на ситни, наведни банални ситуации на кои тој современо се наоѓа, секојдневно се наоѓа. Нивното творештво представува јасен доказ дека македонскиот јазик може да изрази длабоки книжевни идеи, комплексни структури. Без литературата на македонски јазик, односно без македонска литература, ние сме безгласна буква во светот, што е поле, ќе цитирам Гоце Делчев, што е поле за културен напредок меѓу народите. Сега во чест на 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик, на новите членови на Друштвото на писателите на Македонија, посакувам добре дојде во Друштвото. На сите останати членови посакувам најпрво здравје живот, а потоа и сила за нови дела, за нови творечки предизвици. И се надевам дека почесто ќе се собираме дека ќе се гледаме, дека друштвото конечно има свој каче отворено, каде што стандардно ќе може да се дојде да се дискутира, но и да се полемизира, зашто без полемика нема напредок. Ви благодарам и честитам. Благодарам јас на Славчо Миловски и благодарам на вас присутни што е да не почестите со вашето присуство, да им го направиме денот убав на нашите нови членови, да дојдат и тие овај нашиот дом, домот на Македонија, и да ја релаксираме и атмосферата и да ве прашам дали пат сте овде. Ако ние би сакале да одиме по еден азбучен ред, господина Бојаревски е прв, тој е највозрастен тука, и првпат е примен во Друштвото на писателите, иако има еден обид, препорека од Славко Јаневски и од Видој Подгорец, дури во 1971 и 1972 година да биде примен. Тогаш не е примен, би прочитам рецензијата од тие наши значени автори за една негова книга, и тоа сега господин Бојаровски е тука. За нас е многу голема чест што на негова 90 годишна возраст, тоа е сега овде во друштвото. И ова е значаен момент и за Искра Донева. Таа е за прв пат после 20 и нешто години, така, 20 и кусор. Дојде во друштвото на писатели, се подсети дека била како студент, а успеавме да ја транспортираме со Живко, со новиот транспортер што го добивме како донација, може и прочитавте на Facebook страницата. Така да беше малце симпатично, малку страф и така натаму, меѓутоа се заврши убаво и Искра е тука на моје голямо задоволство. Новите членови што ги гледате се ново примени, минатата 2024 и 2025
25 година, меѓутоа недостасуваат уште двајца, како што можете да видите на овој плакат што го правеше Бранко Брља. Тоа е Симона Јовановска и Милчо Мисовски, кои што до оправдани причини не присуствуваат. Така да би сакала да ве прашам дали се чувствувате пријатно и дали прв пат сте овде и дали некогаш сте била или ова е повод за да влезете и да разговарате. Господине Бојаровски, сте биле вие? Многу пати. Многу пати? Не можам да ги изборувам броеви. Мислам, прво јас сум бидејќи работел во моја издавачката куќа, наша книга. Сите промоции на книги, избрани дела, лекти, се ги правевме тука. А како автор читавте нешто некогаш? И моите книги тука. Ги промофиравте, иако не бевте член на тоа? Јас не знаеш, имам друга анекдота за тоа. Меѓутоа, иако не бевте член, доаѓавте овде. Како се чувствувате сега? Ево, имате 90 години, ми е драго што со вас разговарам на ова. Па сега добро, јас би сакал уште поубаво да се чувствувам. Добро, кога ќе го правиме 100-тиот роден ден, па ќе одбележиме. Може би пак ќе дојдете тука и така да... Чу? Ту ме го се Да. благодарам, некаква искра најавата. Кажавме за овој ваш момент, како се чувствуваше? Особено свечено и со особен приоритет кон сите овие предходници наши што биле тука во просторијата, затоа што и сега можам да посведочам дека се чувствува нивниот дух, таа енергија, тоа мало гнезденце, овие книгички, затоа што и ете и како студенти, како мајче, како сум одела по домовите на повозрастните писатели, секогаш би било фасцинантно, секогаш си има своја работна соба, библиотека, сомија и за во иднина јас да си имам тоа. Така сакам да кажам, за нас поетите, писателите е многу битно да си имаме своje капче натопено, значи со душата си ја оставаме тука што се вели, особено сум возбудена, затоа што навистина имам таа некоја страхопочет кон сите тие преходници, верувам дека само ќе продолжиме по нивните стапки. Добро, благодарам. Еве, имам попитаме господин Кизикези. Мене ми ова ми е втор пат. Втор пат? Овие простори, прв пат и тоа се поврзува со така мојата омилена тема превод. Прв пат бев да го преведам мојот драг пријател Аријан Лека, кога го доби книжевниот жезл, значи само го преведувам неговиот говор што беше. И ќе наставувам уште повеќе такви настави да има во друштвото на писателите на Македонија, зашто ова е, би се рекол, можност за интеркултурна комуникација меѓу авторите, меѓу книжевноста и така натаму, преку преводите да се препознаме малку подобро. Оценам ова што го прави друштвото на писателите во секој активности на друштвото, да има и представници од албанските и турските и ромските автори кои живеат и влашки. Значи, тоа е добра атмосфера која треба да се негува, зашто живееме во држава кај што е меѓукултурната едукација над се заостанува, библиосијата го надвладува двојазичноста и така натаму и сите мои напори се во таа насока да се запознаеме и да се знаеме малку повеќе. Не географска гостиларска снага, и јас сум од Госила, туку да се запознаеме и јазикот да ни биде како да не би, зашто во насока да градиме мостови, понекогаш градиме и зидови. Да се фокусираме во таа првата намера, да се изградат тие. Ние можеме само книжевни мостови да изградиме, па политиката нека зема од нас урнеки, нека ги тие имат пари, нека ги подобруваат. Уште еден нов член пристигна од
ти го доживуваш овој ден? Мислам, си бил сигурно претходно или не? За жал не сум бил, но Не? Јас бев уверена дека на некоја промоција на нешто си бил. дури многумина колеги кои се дел од нашата генерација, што пред 15 години го направивме првиот избор, ветерот носи убаво време. Имав можности да присуствувам, но дали поради патувањата или поради претходните политики на друштвото, не се случило. И денес сум прв пат физички тука, но не се осеќам како вирџин, како наивен, туку гледајќи ги портретите на сите овие великани со чије твора што сме пораснале, едноставно како да се вратив дома и благодарност до актуелното председателство и управен одбор што решија да дадат нов ветер во друштвото на писатели и со тоа да почнеме да градаме мостови не само помеѓу нас авторите од различни градови, туку баш како што каже Илјузет, меѓу јазиците меѓу јазиците кои ги користиме во нашата држава и да дадеме простор да запознаеме автори кои досега не се непознати, затоа што недостатокот од преводи од македонски на другите јазици и од другите јазици на македонски е нешто на кое сите треба заедно да работиме. И младата Хана Корнети, која што се појави во нашето книжевно дневно на нашиот град и во нашата држава сега скоро, меѓутоа прозвуча силно, така да го заслужи местото што на овие години дојде тука. Како ти се чувствуваш? Ова е во твојот дел, кај што живееш во центар, како го доживуваш овој простор? Си поминувала сигурно тука, ова улица? Да, ние се шагуваме дека многу е добро позиционирана кафаната под друштво на писатели и на музичари. Да, средина. Така да сме, мислам, чест ми е, сум била тука и претходно, а се друго што би можела да кажам за друштвото веќе беше кажано од колегите денес. Забележка, јас сум бил во кафана. Добро што сме била тука некаде. Добро, тоа не беше еден од условите да бидеш. Се оди од дола нагоре. Се почнала во кафаната. Ако не држиш. Кафана е фондацијата на... И господјата Драгана Лука Николовски, исто драго ми е што сте тука, како вие се чувствувате? Јас се чувствувам одлично, сум била и претходно нормално во просторите на друштвото. И всушност тоа се случи така што кога Живко стана председател на еден настан, му забележав дека во друштвото на писателите на драмските писатели не доживуваат за еднакви меѓу еднаквите. И така започна всушност таа наша комуникација за денеска да сум тука да ги представувам моите колеги драмски писатели кои што се уште се слабо застапени во друштвото на писателите и покрај тоа што дел од самите основачи на друштвото на писателите биле самите драмски писатели. Треба да ја продолжиме традицијата. Да ги поразговараме издржала вие со вашата кариера до сегашни нешто покажувате дека можат двете страни паралелно успешно да одат. Така да се надевам ќе има нови моменти што ќе сака и публиката да ги чуе. Сега ќе тргнеме поред господинот Атанас Димитар во Заграда Бојарански, тоа е името на вашиот татко или дето на вашиот татко? Вие сте родени 35-та во Смолари, Струмичко, сте учеле учителска школа во Штип, сте завршиле педагошка академија во Битола и филолошки факултет група Историја на книжевностите на народите на СФР, на Универзитетот Свети Кирил и Методи, филолошкиот е сега Блаже Конески. Сте работеле како учител во Девацко, наставник во Ново село Струмичко, сте работиле таму и како шеф на одсекот за школство и просвета во тамошното општинско собрание. Од тогаш датираат и вашите први творечки почетоци на полето на литература. Првите творби ги објавувате во весниците Вечерен репортер, Просветен работник, Студентски збор и во други весници и списанија. Во 1970 година на мајските средби во Струмица ја добивте првата награда за најдобра
поема на годината и сте стекнале со право да учествувате на млада струга на Струшките вечери на поезијата. Тоа е 1970. Од таа година сте почнале да работите во новинска издавачката куќа Наша книга, како уредник на училишната лектира и на други издания. Вие сте автор на збирката поезија Планината моја пату од 1971 година, на романот за деца Пековото детството, на збирката за деца Мајчината порака, објавена 2020 година. Објавувавте своји песни во повеќе зборници на поети и просветни работници. Дел од вашата поезија е препеана на српско-хрватски јазик, се извинувам, а вие сте превели дел од светската книжевна белетристика на македонски јазик. Автор сте меѓу другото и на сценариото за телевизискиот филм, работен според книгата Првите цутови од Борис Војаджиски. Добитник сте на повеќе награди и признанија од областа на издаваштвото во земјава, а низ годините извршувавте и многобројни општествени функции во Македонија и поранешна Југославија, поврзани и со издаваштвото и со литература. Вие ќе прочитате она што се го исправте вие во соработка со вашиот син, а потоа ќе поразговараме за тоа зошто, иако имавте препорака од Славко Јаневски видео Подгорец, не бевте примени тогаш во друштво. Повелете, прочитайте си го тоа што го избрав. Може да седам? Како сакате, да, можете. Јас да се извинам. Не морате да се извинувате. Мислам, теже нешто, нели? И другите седат, не е проблем. Се решив да прочитам песната Глас од планината, што нешто не сврзано со наслов. Расцветуваат сините ливади на утринското небо. Крвав одблесок низ гранките плиска, со од плашлива срна настапува овој ден. Ден и сонце. Земја отворена до това. А мене зад ридот нечи глас ме вика. Што значи тој глас? Закана или повелба? Та нели ти ги оплудили тие зборови море на моите дни, кои беа оставени во росата што се лизга под лампите од зелените листја на здравецот и игликата. Та нели си ти таа претрпена маченица по која згазените тревки се дига? Драга земјо, мајко на бигори распукнати, отвори ги влажните очи и пенливите водопади, разголи ги белите дојки и надој го новороданчето. Земја, ден и сонце, а мене зад ридот нечи глас ме вика. Борот. Го гледам борот во кожа на волшебник шумски. Тогаш паѓаше дожд и сонцето ги прегрануваше гранките. Денес, молчо, пак го гледа борот. Има жолта коса и го пробива небото угоре. Има распукната кора, скршени раце и едно рамето око, од кое истекнува болка на земјата катранеста. Денес молчам и го гледам борот. Тој
престана да расте. Му ги давам рацете да војува со ветрот. Му ги давам устните да и се смее на тревата. Му давам сок да се помлади неговата снага. И пак секако во небото да ликне. Но Борот престана да работи. Кој го пробуде небото со сабите? Како што најавив пред малку, ќе прочитам оваа рецензија стара од 1971-72 година. Се надевам дека ќе го привлече вашето внимание. Рецензија за Атанас Бојаровски. Десетина години веќе името на Атанас Бојаровски е редовно присутно на страниците од литературните вестници и списанија кај нас. Пишува и поезија и проза. Во 1971-72 година ја објави книгата поезија Планината моја патува, која најде на мощен топол прием и кај критиката и кај читателите. Пораката на неговата прва книга е сублимирана во самиот наслов. Тој пее за светот на кој што му припаѓала неговото детство, младоста и најубавите години од животот. Пее искрено, топло, чисто, со нишкина неизбледена тага, поради минливоста на се она што го викаме безгрешност, прва љубов, први допири со светот во кој исчезнуваат кревките соништа од младоста, а поетот се судара со опората и горчливата вистина на животот. Тоа е поезија на свежи метафори, на искрени чувства, на непринудени извици на душата, што со себе ја носи елементарната праисконска чистота на пејсажот и дејственоста на природата. Атанас Бојаровски е таков и во расказите објавени во периодиката, и со таа разлика што пред унив им се обраќа на младите читатели. Јазикот му е чист, питок, српен директно од народните протоци. Раскажува течно и непринудено, сугестивно до возбуда. Голем број негови песни и раскази се преведени на јазиците на другите народи и народности во Југославија. Поради сите квалитети на неговото литературно творештво, за кое не може опширно да се зборува во една ваква куса рецензија, предлагаме да биде примен за член во Друштвото на писателите на Македонија. Рецензенти Славко Јаневски својрачно и Видој Подмај. Ова е оригинал кој што куца на старите машини. И јас само кратко би ве замолила да кажете. Можете ли кратко да кажете? Како го доживеавте тоа? Покрај ваква рецензија на две големи имења книжевни уште тогаш, да не бидете примени во друштвото? Го поминавте ли тоа? Како? Го поминавте ли тоа како проблем, што продолжувате да доаѓате како издавачи на промоција? Одисеја на која мачно се сеќавам така горко. Горко, меѓутоа успеавте после толку години. После толку, не знае. Затоа да се вратам на книгата, па со ред. На мен ме викна Славко во неговата канцеларија, мојата беше преко една од другата страна. И он го црта овој аудио на книгата. Да, го црта, он на сколано на сите корици има што се така познати таму што работевме. Илустрација има на корицата внатре библиотеката, како се вика и така. И одеднаш застана и ми вика: Атанас, скрати го тој наслов, Планината моја патова. Не, викам јас не. Зашто? Голем е, видиш сите наслови са дури неизбрани дела, омари. Зошто така? Па викам, ај сега да не околу тоа да не разговараме, туку дај да видим, оти јас треба да патувам за Струга, а тоа беше зима.
24 степени под нула се сеќавам, затоа што таму имавме кнежарница и некој со кола ја урнал со камион, треба да се пресели. Така да заминав и така остана книгата. Кога се врати веќе дадена во печат. И добра рецензија напишана. Добра рецензија напишана. И не ве примија. Не. Меѓутоа, како автор кој што сте продолжиле да пишувате, Посебна приказна. бидејќи ние не можеме да раскажеме Да. целата, мене ми беше моментот Кратко. Само кратко. Бидејќи го имаме ова како документ, како доказ дека тоа дело било значено и сте можеле да бидете примени. Не сте биле примени, меѓутоа вашата волја и вашата храброст да продолжите ве донесе сега повторно тука. Така. Има нешто тука што сакам да го кажам. Ако можете кратко. Кратко. Имавме на Кале гараж. И штото покупивме нови коли за работа, бидејќи се спремавме лектирата да издадеме. И доаѓа еден тука што работеше таму, вика, там причината нека стоат, ама кај комадорето, а само што почнавме да го возиме, разбирате. И викат да си ги ставам моите дрва, ќе си извадам јас тука, ќе си цепкам и така натаму. Му рекол не. Возачот. Не, јас тоа не смеам да запарам. Кога ќе се вратим и така. И он му се закане. Ќе ме разбери другото апартаманс додека е жив. Нема да ме пуштат во друштвото на писателите. Дори. Материјалите ги донел возачот тука. И ги нема. Ги дадов вика. Ги нема. Човек се представи на телефон, беше во канцеларија таму и така. Значи, јас не знам ништо. Тоа е вака Наравоучение. наравоучение. И за тие што го Ама направиле јас мора да одам оти. Добро, го откривме, значи. И решено проблем. Благодарам. Он гарантира оти му го предав на човекот тај и тај. Благодарам, ја видовме таа абсурдната, кој знае колку политички или неполитички направена заврзлама, меѓутоа вие сте тие кои што сте ја избоили Ама не политиката. знае. Благодарам. Не сакам да ме посмејувам. Добро, ние продолжуваме од по некој азбучен ред. Господинот Митко Богов е вториот и кој е роден 1983 година во Скопје. Тој пишува поезија, сигурно го познавате, кратки раскази, есеистика и публицистика. Неговото творештво е застапено во неколку антологии, стихозбирки и списанија за литература и уметност во повеќе земји. Концептуален уметник и активист. Митко е организатор на познатиот фестивал 100.000 поети за промена. Има објавено 2 збирки песни во антолог Ледена вода во 2014 и Искриено писмо во 2019 години и 2 во Макавеи линија бројки во 2021 и актуелната Бог на бактерии на патерии 2024 година. Она што треба да споменеме дека неговото име се поврзува и со родокрајните средби, кои што се одржуваат, веќе се имаат 17-18 издание. И вие сте множно активен, познат и сте како активист, човек кој што со јазикот ги привлекува јазиците и авторите и од другите земји. Можете ли да ни кажете колку значеше за вас проучувањето интуитивно, намерно на јазикот собствен, на кој пишувате, на другите јазици, колку значеше за вас како личност, дека од овие години правите некаква перцепција, што правите, како правите? Што е тоа, како го доживувате јазикот со кој творите
со кои што комуницирате нели секојдневно со луѓето, знаени и незнани, меѓутоа со кои творите и вадите дел од себе, не речеме својата душа, работите. Така, добро. Што значи за вас јазикот, освен комуникација со луѓето? Може да кажем дека уште од млад пишувам, уште во основно образование, но иако сум учествувал во тие литературни секции, детски рацинови средби и сум растал со јазикот и работев како млад и преку Радио Струмица на вклучување на Македонско радио и Радио 2 со утринската програма за млади, јазикот ми бил близок. Но генерално не верував дека во еден момент ќе ми стане главен фокус на интерес и на работа, но кога се вратив од Франција со огромно неформално искуство во образованието, освен со формалното образование, тогаш имаше премногу проекти, премногу умрежување, што е европски, што светски, на кои едноставно гледав како другите нации си го почитуваат собствениот јазик. И доаѓа во преиспитување на самиот себе, како може едни италијани или едни германци или едни французи многу ретко да го кршат јазикот ако стварно видат дека суговорникот не може да комуницира. И на почетокот на студентските години имав проблеми со бугарите, затоа што бугарин да слушнеш на македонски многу е тешко, а македонец што си го предава јазикот на втората реченица во Бугарија, тоа од петричната му почнува. И тоа ми беше иритантно, или кога ние им говориме на србите на македонски, а србите на нас никогаш не се обидуваат да ни вратат. И имам среќа да го запознам на Майкл Ротенберг, кој е основач на 100.000 поети за промена, и тоа е за прв пат ја добив акредитацијата да го направиме 100.000 поети за промена во Македонија, и едно од основните капести на фестивалот беше да го презентираме нашиот јазик надвор, но исто така и да видиме странски автори што пишувале со тоа што ќе ги разработиме преведувачките механизми кај нашите колеги кои се занимаваат со превод. И искрено сум задоволен што овие 15 години таму некаде долу на истокот Струмица и поети за промена се светилник некако кој го брани македонскиот јазик, но истовремено сме биле домаќини на стотина во овие 15 години поети од истокот до западот, од Африка, од Азија, од Јапонија, Централна Европа, Америка, Шпанија и така натаму. Но исто така од друга страна па имав потреба да не ги мешам, ако може така да се каже, роднокрајните автори со тие што заслужуваат меѓународна сцена. Со оглед на, како што кажувме пред малку, на off topic, дека се случува хиперпродукција и туалетизација на книжевноста, и сметам дека Струмица и роднокрајните автори заслужуваат еден настан кој ќе биде базиран само на луѓето кои живеат во Струмица и Струмичкиот регион, а ќе биде неформален во однос на тоа што сценографијата, односно амбиентите и локациите секогаш се менуваат, па сме биле на Колешинските водопади, по неколку манастири, на неколку алтернативни простори на зградот, и последното беше токму во Смолари на Смоларскиот водопад. Ама на тој начин со родокредите си го чувате и диалектот. Да, овде освен што имаме шанси, освен што им се дава шанси на авторите да творат на официјален македонски, овде имаме шанси и преку фолклорот и преку најразлични гости кои биле дел од музичката програма, но исто така и луѓе како Киро Донев, пример, и некои други кои се борат за запазување и заштита на диалектите, особено ние за струмичко-штипскиот. Добро, благодарам. Интересно, можеме подоцна и доколку и вие како публика сакате нешто да прашате, да споделите некое искуство, повелете ги подоцна. Сега со Искра Донева јадиме по некоја случај. Да, извинете. Добро, како се река? Да, извинете. Да те поминам. Фала што ме подсетите. Има да те поминам.
Скриено писмо. Не заборавајќи напишаните зборови, оние гласови што ја покорија радоста на твојот глас. Обедини ги градовите, помести ги мостовите, во средината постави борец, пушти го белиот ловец, не грижи се. Оној што победува, запишува. Плачеме со бојана крвава калинка, не отсекуваат од коренот и не претвораат во трупци. Се пудиме како непотребен мебел во канцеларии надвор од градот. Администрацијата е некаде на тезга, се продаваат без вагање нивните профили. Газдите ги именуваат со бројче. Твојот број не е достапен. Сега за Искра Дунава. Искра е родена 1983 година во Скопје, завршила магистерски студии по политички науки и дипломатија и по македонски јазик. Корпоративна книжевност. Корекција. Авторка е на трудот конфликтот на интерпретациите и разбирањето на наративните текстови, кои што го издаде Восток од Битола во 2018 година, и таа е пред се поетеса, најпрепознатлива и најпреведувана поради нејзината хаику поезија, во нејзините малечки, убави книгички. Татко во 2013 година, Скакулче игра плочка во 2013 година, Лазараполски хаикуа во истата година и Калеидоскоп во 2015 година и други дела. Има и љубовни далги, има и говорот на срцето, има и кучки изгреја птиците, и небеска раскрсница, и јас принцеза од бајки и уште многу куки. Има нешто мобилниот, сакаш да читаш од мобилниот поезија? Па да, реков, овие ситливе си ги знам не напамет, но ги може и од нив, но ето така се инспирирам да прочитам нешто што мене ме представува, значи љубовно писмо од Јас принцеза од бајките од 2014 година. Од секогаш замислувам каква сум била во претходните животи или во оние што следат. Јас сум ренесансна девојка на која одлично им прилегаат балските фустани, чии долништа шушкаат заводливо додека занесно танцува на носичева светлина. Јас сум девојка која можеш да ја предводиш со прошетка во кајче преку езерото и продорен поглед во очите кои ги штитам со дамското чадорче за сонце. Јас сум занесна убавица со избајано тело и кадрава руса коса, искусна кортизана од дворот на француските кралеви која течно зборува неколку светски јазици и умее да пишува суптилна, но провокативна поезија која ги соголува душите со мудри зборови, исто толку добро и походно колку телата во креветот во таинствените ноќи. Омилена љубовница сум по која го обиднуваат сите, посакувана и обожувана и дарувана ко Божица, само затоа што оној по кој таа копне принудно се откажа од нејзината топла и нежна женскост. Понекогаш се фаќам себе си како ти пишувам љубовни писма, со перо и мастило на маса од орелово дрво и ги запечатувам со смесел љубов, насмев и допири, парфем, воздишки и солци. Безобразно смели и доволно вредли да те пронелат и дофатат низ времето и просторот, за да ги заскокоткаат твоите фантазии да ти ја зобријат крафта. И тука ќе се надоврзам, значи, што за мене представува јазикот, именно од оваа позиција, секогаш седната и секогаш принудена да ги правам поинаку работите, но никогаш да се откажам од нормално детство и нормален живот, па дури и побогат од многу мои разлици. Значи, јас почнав да пишувам, почнав да ги диктирам моите писани и замисли на мојата мајка уште пред да ја знам азбуката и да можам самата да си ги запишувам. Значи, на мои 6 години, затоа што имав потреба да си створам некој свој свет, во кој што можам да трчам, да се качувам по дрвата, да видам како изгледа светот од перспективата на едно мравче, на една птица, на едно жабче. Значи, јас многу бев поврзана со
со природата и со едноставно претерано комуникативна и темпераментна личност, која што бараше начини сето тоа да си го изрази. Затоа втората песна која што сакам да ја споделам со вас исто е кратка. Галебот, тоа е метафора некоја за мојата душа, били се е мирно. Мислите залутале, но галебот во мене мирува. Тој се вдигнува во височините за неотподутливо да ги освои со својот возвишен лет. И како се му крилија да ги шири, замагнува со нив и заграбува дел по дел од таа небесна шир. Значи, ветрови му преко со слобода мина и живот безгрешен во вртмози да сонуват, но тој е безгрешен в таа шир што жадного живот значи. Без разлика на сите животни предизвици, галебот во мене останува да живи, иако ова песничка е напишана во раното детство, да речеме, меѓутоа останало како некој печат на мене. Хаикото, со хаикото се запознам како форма во студентските денови на почетокот, но јас сватив дека всушност цел живот јас го живеам хаикото. Сега само му е правилната рамка, нели, да ги ставам сите тие мигови доживувања, како што велел Ролан Барт, тоа е значи доживување на мигот, доколку сте имале фотоапарат, нели, порано биле поинакви, односно филм во фотоапаратот, па сте заборавиле да ставите, тогаш сте принудени тој миг да го зачувате во вашето сеќавање, во вашето срцето, отпечаток, таа неповторливост, тој спој на природата, на човекот со природата, на минливоста, на така и затоа едноставно хаикото е моја биографија, може да се каже, например, на зборот на Господин Бојаровски, Борнишна граница, на прозорец за добро утро, тоа е бришење на границата помеѓу објектот и субјектот. Да речеме. Добро, имате можности да си споделите и понатаму и искуство. Да унаме прозва на некој начин да не разговарате може би за Или хаикото исто така спој на ситното и големото, на блиското и далечното, вели исторен сок мјака, меѓу твоите другата река. И многу други такви. Значи, книгата Татко, која што е посветена на мојот татко, и мислам дека ќе е едно лично простување со него, но се излажам затоа што заборавам дека, впрочем, секој од нас има татко. И дека едно од најпосакуваните е еден топол тестамент на титулата да се биде татко, затоа што татковци на хартија може било, ама фигура и значење и посветеност како што имаше мојот татко, тоа е реткост. И така едноставно преку јазикот јас си ги зачувам сите тие мемории, сегашни видни минати. тоа е за вас јазикот. Благодарам. Сега за Хана Корнети ќе ви прочитам малку. Таа е родена 1992 во Скопје, дипломирала историја и филозофија во Анкара, а магистрирала на културолошки студии во Истанбул. Помеѓу другото, во издавачката кутија или ги има објавено збирката Раскази и млечни запи во 2021 и романот за деца Илина и шумските тролови преку делегација. Добитничка на првата награда за театарско сценарио во 2019 година, на втората награда на конкурсот за најдобар расказ на Нова Македонија, а била и финалист во регионалниот книжевен избор Штефица Цек. Знам дека Хана има нов роман кој во недела ќе биде представен на Сарајево. Збирка раскази кој што има убав наслов Каде леташ или печатлива полица, привлекува веќе внимание. Значи јазикот Хана, што е таа некаква поја поврзана со него во твојот живот во сите сфери, а најсилно во овој фокус да твориш, да создаваш континуирано, пишуваш раскази, пишуваш роман, присутна си и на социјалните мрежи, објавуваш.
јазикот, конкретно во книжевноста, е жива материја, мислам дека е жива материја и дека мислам дека еве на пример кога пишувам за некој кај некој според некој е критика, според некој е позитивна страна, дека пишувам и доста колоквијално. И сметам дека за мене лично тоа е начин, бидејќи најчесто нараторите се личности. Многу ретко пишувам толку одвоено или од трета перспектива. Например, луѓе што живеат например со повеќе јазици, македонски, албански, македонски и влашки, македонски и турски, или живеела во странство, па се враќаат, па се борат да го најдат идентитетот во јазикот што им бил, што им е мајчин, или да се преселиш некаде, па да видиш кој си ти на тој јазик. Како тоа е твоето искуство што си студирала, си регистрирала во Да. друга држава кај што си слушала турски, претпоставам и англиски. Да, и една впрочем една од причините зашто толку го сакам колоквијалниот јазик или диалектите или се јазикот во кој живееме наспроти јазикот како што е правоописен и така натаму, е бидејќи тука се кријат специфичностите, уникатностите, вистинското искуство и животна приказна. Например, во Турција образованието ми беше на англиски, а живеев на турски и кога се вратив во Македонија по 12 години во странство, мене ми беше тешко да комуницирам со луѓе, не бидејќи не знаев македонски, туку бидејќи знаев баш по литературен македонски. И јас го немав хуморот, не можев да кажам виц, не можев да изразам нешто, не можев да играм со зборовите. И тоа ми беше една од најголемите пречки во создавање нови односи со луѓе. Колку траеше тоа долго? Па траеше повеќе од година сигурно. И продолжува процесот, да, мислам, и продолжува затоа што се осеќаш како никогаш да не можеш да бидеш целосно изразен, што исто во ред не мора сите се да разбираат кои сме и што сме. Меѓутоа, еве не прво сум пишувала и на англиски, кој може да се каже дека имало периоди кога далеку повеќе сум го користела, ама е неспоредливо тоа што јас ќе го кажам на англиски со тоа што ќе го кажам на македонски, бидејќи ова е сепак јазикот кој го живеам. И затоа ми е драго што сум тука во овој период од мојот живот, дека сум обкружена со јазикот. Така ја гледаш неговата сила всушност. Да. И ставен до такви предизвици со јазикот, вие како творци кои што со јазикот творите, преку јазикот се изразувате, гледате со што имате всушност работа. Која е неговата моќ? Колку вие можете да го совладате, да се повлечете, да се втурнете, како тоа иде творечки. Се плашите некогаш, не можете? Да, меѓутоа се помалку сум, мислам дека треба. Еве, една од причините зашто дури мислам дека Борхес има зборено дека многу го сака англискиот јазик, дека многу игрив, адаптабилен, можеш да правиш што сакаш, со кованици е лесно да правиш. Сето тоа се исто вистина за македонскиот јазик, ама ние сме малку поконзервативни, мислам дека. Во тоа колку ни е дозволено, што е писмено, што е неписмено. Многу сме самокритични и несигурни. Па да, дури например еве на тема кодификација на јазик, тоа е сепак селективна работа, така се бира одреден дел од Македонија, окей, така ќе биде литература, а територијата е толку разноврсна, разновидна. Да. И од тие аспекти секако убаво е да знае човек да напише не знам одвоено и така мислам очигледни работи. Меѓутоа не треба да го доживуваме како крута работа, туку како пластелин, жива материја. Добро, еве што ти избори, еве тоа беше збирка раскази, јас претрагувам и сме уште еднаш. И прочиташ ми рече дека тоа новото нешто. Да, инаку баш денеска прв пат книгата, мислам вчера веројатно се родила од печатница. Денеска е насам, ја немам со себе. Ајде честитаме на пред промоцијата. Фала многу. Имам два кратки, може да ги прочитам со малку контекст. Ова е за жена, мајка, која почнува секој утро да се буди со нов
мутиран дел од телото, почнува со око од нејзина мајка, продолжува со не знам, уво од некој прадедо, после тоа станува крила и обашка и песјаци и така натаму. Саки прочитам. Најчудното беше што, гледајќи ги сите овие делови од луѓе и битија што некогаш постоеле, назад до самиот Биг Бенг, назад до самата звездана прашина, што некако се претворило во живот. Сето тоа што се случило пред мене и го носев, сега, поочигледно, од кога било претходно, во себе, правеше да се чувствувам многу помалку осамен. Живеам на една планета со сите мои роднини, а сите предци ми се во самата срж. Некогаш сум ловела во блудница, некогаш сум светкала на небото, некогаш сум јавала на конј, сега можам да звонам во компанија за чоколадо и да им го рекламирам најновиот производ, и сето тоа е прекрасно. Јас сум заедно. Вториот цитат, контекстот е дека станува збор за... Впрочем, целата нова збирка мислам дека е најмногу за подвоеноста во секој од нас и се убавата работа во книжевноста е дека може тие внатрешни борби да ги вадиме низ ликови, може би дури терапевтски, обидувајќи се нешто да споделиме и за себе да си решиме, како што сите тука забележаа. Да речеме дека секој живот е еден свет. Тој еден свет во себе ги носи рајот, пеколот и чистилиштето. Во тој свет за споредба, среќата е некој мал градинарски украс, гном, кој го гледаш од време на време, ваму таму. Би било тотално исчукано да го влечкаш на секаде, стиснат меѓу мишката и ребрата. Би развила главнатина во форма на гном на ребрата. И после, например, влегуваш во бутик и пробуваш градник во кабината и продавачката влегува да види дали знаеш сама да си го одбереш точниот број и гледа трага во облик на гном на твоето тело. Тотално морничаво, ќе помисли дека имаш гномитис. Мала депонцентрација. Додека до седмиот денешен учесник, без оние двајца кои што ги оправдавме, нели, господјата Драгана Лука Николовски, родена е 84-та година во Скопје, драматург, драмска писателка, сценарист и раскажувач. Дипломирала на Факултетот за драмски уметности во Скопје, каде што магистрирала и докторирала. Авторка е на драмските текстови Балканизација 2009, Тајни 2010, Пиноки и Црвенкапа во потрага по Вадиновата лампа 2011, Се ќе биде добро 2014, Марта Верина 2024, 104 2025. Незината и други. Незината прва поставена драма е Треперење помеѓу две подадени дланки од 2011 година во режија на Нина Николич. Во 2019 година за расказот Пат на системот и како балканските народи сфатија дека Бог може би не постои, ја доби наградата Живко Чинго, додека во 2020 година од печат излезе незината прва збирка раскази Улица Мајмунска. Во 2014 година за драмската адаптација на романот Франкенштајн од Мери Шели, во режија на Покан Младеновиќ, ја добив колективната награда за најдобра адаптација на фестивалот Војдан Черноденски. Таа е сценарист на повеќе филмови и на бројни телевизиски продукции. Господјо Лукан, кажете ми како изгледа кога ќе се прочита вака биографија на некоја драмска писателка, драматург, сценарист и раскажувач, како изгледа едно секојдневие во кое што знаете дека во денот нешто мора да напишете, се јавува порив за пишување, дали ќе пишувам драми, дали ќе работам на сценарија, дали ќе пишувам раскази, дали ќе... Како тоа изгледа? Пишувањето само по себе, мислам, во нашиот занае, како така почва да речеме, е нешто што не на тренинг. Значи, мора константно да се пишува. Не постоја онаа идеја дека сидам во некој поткроје со перото, имам хектолитарно вино и тука ќе дојде музата. Пишувањето драми, особено и сценарија, е нешто што подразбира многу вежба. Значи, тренинг, буквално како кога се тренираат спортистите за големи предизвици. И всушност, мојот работен ден почнува како работниот ден на секој човек.
Во 9 часот седнам пред компјутерот и најчесто станувам во 3. Некогаш заборавам да јадам, значи тоа е еден процес кој што бара од тебе да влезеш со целиот ангажман. И тука нема застанување, не правиме план, нема 3 дена да пишувам, за да можам 3 дена да пишувам, затоа што тука е многу неизвестен теренот. Не, никогаш денот поминува само во зјапање во тоа што напишано за сега и многу често денот поминува во бришање на многу од тоа што се напишано за сега. Значи, во суштина пишувањето драми и сценарија е процес кој што трае долго. За една драма најчесто требаат 6 месеци до 1 година да се доведе до некоја прва верзија. И тоа е еден процес кој ќе видиш ти драмата, таа има 50 на 60 страни, значи не станува збор за некој многу обемен текст. Но бидејќи драмското пишување за разлика од пишувањето проза има потреба од концизност. Значи драмата не дозволува да има вишак зборови. И затоа кога се пишува драма, треба многу пати да се препрочита на глас, диалогот да се следи, за да се види технички како тоа треба добро да звучи. Како звучи јазикот, како звучи напишаниот збор. А кога ги гледате вашите драми, драмски текстови поставени на сцена, кога ги говорат други умеки, кога говорат актери, какво е тоа доживување? Вие кога пишувате ви звучи во главата јазикот, зборот, или кога некој друг го изговара, дали некогаш велите не оваа реченица со таква сила, млака, не е таа што јас сум ја напишала. Убавината на театарот е во тоа што ние имаме процес. Значи процесот трае од прва читачка проба до премиерата што е во публиката. И во суштина најстрашниот ден за еден драмски писател е првата читачка проба со глумците. Значи тогаш прв пат се имаш вистински се соочуваш со читањето на тоа што ти си го напишал и како некој друг го доживува. А бидејќи многу чисто намерата која што ја имаме, кога некој друг ја чита на некој принапад начин. И низ процесот на работа всушност се доаѓа до тоа да, особено ако имаш прилика да имаш жив автор како што сум јас, па да биде присутен во делот процесот. Во тоа учи многу и самиот автор, учи екипата за тоа како се гради на драма, кои се тие карактери. На крајот мислам дека се добива резултат. Всушност една драма се смета дека е завршена дури после нејзината преизглед. Значи секоја драма која што ќе се издаде само како драма без да биде изведена е на некој ниво полупроизвод. Кај сте сега, Денове, во кој парче? Отвориштвото, што пишувате? Денове баш во ова време ја завршив својата втора книга, прозна, која што ќе биде една малку интересна форма роман во раскази. Че станува за 11 припазни, кои што се и места меѓусебно поврзани. Значи, внимателниот читател ќе може да ги најде фамилиарните конекции меѓу ликовите, но секоја приказната функционира само за себе. Освен Да, значи така тоа е концептот, се вика 11 проверени начини како да ја заедиш љубовта. И се надевам дека наскоро ќе излезе. Не приски го колко и пригледа да имаш Може би и тоа можете. Сепак ќе прочитам еден не цел расказ, но еден дел од еден од расказите од новата зборка, новата книга. 104. Милена се спремаше на работа кога Борјан излезе од купатилото. На надкасната до креветот и го виде списанието кое ги имаше оставено Милена. На насловната страна со големи црвени букви пишуваше: дали и кога да му кажете на партнерот колку љубовници сте имали пред него. Борјан се замисли. Никогаш немаше размислување за тоа. Но сега одеднаш сакаше да знае. Дојде до Милена, ја пригрна за грб и додека таа ја мислеше пред на огледалото во спалната соба и кажа: "И, ќе ми кажеш?" "Што?" Зачудено го погледна Милена при огледалото. "Кој е твојот број?" Тој во раката го носеше списанието и го покажа насловот. Милена се насмеа со најшироката насмевка која тој ја имаше видена на незиното лице и само просто и едноставно како да кажува чивли рече 104. Борјан остана статисно. Милена почнеше на работа, се сврте, брзо го бакна во неподвижните усни и замина кон братата. Пред да излезе Борјан викна кон неа: "Што 104?"
Па мојот број одговори таа низ насмевка и за мене здрави. Тој јадно што некој време зјапаше во својот удраз огледало. Одеднаш, ништа повеќе не беше исто. Само повторуваше во себе 104, 104, 104. Довија кошмарни мисли го оттргна телефонот и упорно звонеше. Реалноста го помогаше да го започне денот. Бојан само сакаше да се затвори во станот, да избега од светот во кој постоја 104 други мажи кои никогаш биле со неговата милина. Денот му поминуваше неподносливо споро. Излезе на појадок, но не чувствуваше глад и само седна на една клупа и ги загледуваше мажите кои поминуваат покрај него. Не можеше да верува. Секој од нив можеше да биде еден од тие 104. Потоа почна да размислува дали е тој бројот 104 или се 104 без него. Интересно беше тоа што како осомнителни ги доживуваше само оние кои му се гледаа згодни или пак позгодни од него самиот. Потоа почна да размислува за самиот број 104. На брдото каде што трчаше имаше точно 104 скали, кои тој секој ден без проблем ги искачуваше и сметаше дека не се многу. Но сега се чувствуваше дека толку многу скали требало да има до самото небо, до стратосферата. Веќе долго време бараше нов стан, поголем. Сега, од кога ја најде Глина и од кога свати дека почна да размислува и за деца. Неговиот сегашен стан беше мал за една семејство, имаше само една спална соба и само 104 квадратни метри. Сега веќе не размислуваше така. 104 квадратни метри беше солидно голем стан. И плюс ако се направи само еден цит и се намали дневната соба, може лесно да се добие уште една спална соба. А дури може би и две, ако има потреба. Целиот свет и целиот свет во Трајгорија се промени во моментот кога од устата на Милена излета бројот 104. Стигнахме до последниот господинот Лумс Казили во Гостивар е роден 1962. Основно и средно техничко училиште завршил во Гостивар, студирал машински факултет на Техничкиот факултет на Универзитетот во Приштина. За време на студиите објавувал песни, раскази, критики и есеи за рок музиката во тогашниот печат во Приштина и во Скопје. Автор е на поетските книги на албански јазик. Песната се раѓа во Самотија 1989, кога вратите се отвораат со звона 1995, Излезот Сафари 2005, Самотија обесена како број на порта 2015 и Тестаментот Свила 2019. Во 2017 година е објавена неговата книга Кога љубовта се троши како креда со преведени песни на македонски јазик, а во 2024 година на македонски јазик му е објавена и книгата Тестаментот Свила. Песните му се преведени на повеќе другите јазици. Освен поезија, објавува и раскази и есеи. Тој е активен и на полето на човековите права. Вие сте последниот повелета. Очекуваме да ни издвоите нешто што ќе прочитате, меѓутоа пред се да ни кажете вашите конекции со јазикот, сопствен, мајчин јазикот во средината во која што живеете, јазикот на кој што ви се преведени, бидејќи имате превод на повеќе јазици на вашите книги, како ги доживувате преводите на јазиците, кои што ги разбирате, кои што некои ги преведувачите ви ги читаат, кој тој однос после преведен ваш собствен текст на друг јазик? Сте размислували за тоа? Сигурно тоа е задоволство кој доаѓа после еден макротопен процес. Секојаш не си доверлив кон преведувачот. Секој автор не му верува толку на преведувачот и треба да најде начин како тоа да некаде да го умножи процесот на преведување и да биде во што поблизок контакт со преведувачот. Имав среќа за овие книги што ми се објавени како книги дека преведувачот ги познав многу добро. Попрвата книга беше Линдита Ахмет, наша врна поетеса, која веќе не е жива. И на вториот еден преведувач кој допрва ќе се слушне како преведувач, мој пријател од Гостивање, Аги Мустафај, тој не преведувал книжевност, зборува и го пишува македонски јазик перфектно. Тој е преведувач по конференции, семинари и слични работи. Едно 4-5 години го терам да чита како поезија, за да се да го види убавината на јазикот, зашто не е убавината јазикот во конференциите, во семинарите и слично, токму во книжевноста и во книгите. И процесот на, како да кажем, на мониторинг на целиот процес на пишување го
наблюдував и јас самиот од проста причина што го познавам македонскиот јазик. Убаво го познавам, но толку го ценам што не можам да пишувам јазик, зашто немам таа сигурност која се добива при пишување на мајчин јазик. Од друга страна, бидејќи доаѓам од едно окружување кое не е подобно за книжевноста, сум студирал машинство, работам новинар, сето тоа има допир со практичноста, со диалектиката. Од друга страна, пишувам и песни кои се на друга приказна од таа секојдневната работа. Кога го почувствувавте тоа? Вие сте генерација Да. во период во кој Југославија се случува виша драстични промени. Јас сум 65-66, го знам тој процес. Да. Кога кај вас, бидејќи сте студирале сосема нешто друго, кога се јавија тие сигнали, сте слушале музика, бидејќи за музика ще пишуваме? Музиката е, значи, потик. Од друга страна, дружбата е мотивација за да се пишува. Значи, јас губев 2 години при студирање на машинство. И тие години што ги губев во машинство ги беа најубавите години зашто му се посветив на книжевноста. Живеам во една куќа полна со книги, татко ми за свека бил професор по албански книжевен јазик и дома имавме во ходникот еден голем шкаф со книги. Ги имав сите 200 примероци од речи мисал, од кои 150 сум ги читал сигурно современите книги. Значи, многу такви книги кои што ми помогнаа да го пополнам тоа разочарувањето со студиите кои никогаш не ги работев. Да се разберем, никогаш не сум работил по инженерство и слични работи. Сепак, пишувањето и јазикот во пишувањето е мактетовно. Многу е одговорна работа, уште повеќе за некој кој што доаѓа од таква средина, машинство, новинарство и треба да пишуваш поезија, кај што зборовите треба да се највозвишено одбрани за да се пренесат во песните. Тоа е мактетовна работа, тоа има еден многу добар резултат. Уживам се кога тоа ќе се прифати кај другиот. Јас не го пишувам поезијата за другиот, го пишувам за себе. Но ако другиот тоа го осеќа како своја, тоа и да каже, тоа се може ли ја да го пишувам. Тоа е тој магичниот миг што го ловам секојаш во животот. Иако не пишувам, како што рече, со некоја динамика. Читам со динамика, читам секој ден песни, романи и така, но не пишувам секој ден. Тама работа да пишувам секој ден, немаше да се памти ни една тоа што го пишувам. Јас сум од тие што сакам да имам, реков и во една книга, сакам да имам 30 читатели мои, кои ме знаат добро и кои ми ги читат и кои ми чекаат создавање на некои мои песни. Да се навратам малку и за преводот. И ми се подсети на една изјава на Олга Токарчук, добитничка на Нобеловата награда, која вели, книжевноста е една во светот, без граници. И постојат преведувачи кои тоа книжевност го прават универзална. Значи, многу е важна улогата на преведувачот за да може книжевноста да е универзална. Преку таков канал како што е преведувачот, книжевноста станува универзална вредност. И од тука малку им се дава значај на преведувачот, на избор на преведувачот, на мотивација на преведувачот и така натаму. Да кажам, во Македонија нема на албански сертифицирани лектори. За жал нема и секогаш ти си несигурен во тоа што си го објавил и тоа те држи секогаш по некој грч, дали нешто не е во ред со книгата. Во последната книга има еден сврзник кој ми се наметна така, кој ме убива. На секој што ќе му дава, прво ќе го шкитам тоа, па ќе му да давам. Одговорно се така, кон јазикот мислам дека над се тоа што не прави автори, не прави поети, не прави складатори така. Ако не сме одговорни кон јазикот, и книжевноста не е тоа што треба да биде. Токму книжевноста е еден ноктурен албански, за да се види
случи на превод. Ама извините за акцентот на македонски јазик, но некаде тука. Ноктурно 2, ноктурно 2. Симитјене пара ќе дошудрит, гултет кредит метосајот бефаси, шпарфајте си гота е чумштин бикомоди, текја месо е блена фамзјарми. Саришка филуар ки номрој е ти прес, фиете дритас ке и кам пештеш, хем се бек шту тујав на пеш, гадроја се мосмо преси на бес. Дрит по шпир ке пешкон дјерси, калон на парфер, портадон јед, Luptjahers kursprofiel i randpasterit narcis, que morandon karafle sine fayetim, mabeko, kështu tek jam në kurit, me një vot ju që në dorë, nuk e të prit ty. Mirëm Nocturno 2. Како да е прв што блеснал, брзо овој ден со своите изненадувања, се појавува како чаша млеко на комода, трезен сум, а однатре бријам. Поснав повторно да ги бројам и ги чекам даруваните нишки на светлината, велам дека правам така, за да му давам тежина, од страв да не ме изневерат. Светлино, душо, што ја земаш вселената, поминуваш низ пеколот за живот да даваш, да се жалиш кога те занемарувам, не се жалиш кога те занемарувам, предаден на мракот на задоволството, што ми тежи на плечи како вина, сирак, благослови ме Ваков, како што сум гол, со чаша млеко в рака, чекајте тебе. Се надевам, уживавте во овие час, сигурно има час по говорење. Дали имате некој прашање, дали сакате да споделите нешто по велето? Прво се извинувам што започнав надале известен напреме, меѓутоа има некои врски и така. Вака, јас доаѓам од Поречието, така, Поречието брои 54 села, центар е Македонски Брод. И сега ви е подпрашал, едно подпрашање за, мислам, Драгана се ми каже ова, што пишува драмски, иначе театарот ми беше од Корзо, право иде во театарот Петре Парличко да ви гледам на времето и така. Меѓутоа прашањето е за тебе, подпрашањето и една асоциација. Во Поречието, во Македонски Брод, вториот ден велите се одржуваат единствените обичаи во православниот свет во светот, значи до земјината кугла. И сега, јас имам една манифестација тамо, подписи на срцето, алудира на секој што го напушти од родниот крај, меѓутоа го носи како подпис, како печат во срцето, цел живот. Така, и таа македонска телевизија ми медиски покровител, 15-та јубилеја. И сега, на таа манифестација, јас еднаш таа манифестација ја правив на местото викано Тулбе. Местото викано Тулбе, една зарамнина, каде што има едно од светите места кои што се посетува на вториот ден, Великден. Така, сега, до местото викано Тулбе, каде што има црквичка Свети Никола, прастара црквичка, од зградата на Сарајот, каде што има станари, сега кај што бил сместен главниот во Отоманската империја, водат 104 камени скали. На секоја скала јас тогаш ставив свеќа, и Джобси учествуваше, Серафина Фантаузо, Светлана Христова Јоциш беше жива исто, Митува Спасовски, така. Меѓутоа, подпрашањето е за тебе, сега, бидејќи овие 104 скали се поклопуваат со твојот број од 104 љубовници. Ја не знам дека тоа, ја знам дека тоа не се 104 љубовници, него е поврзано со нешто друго, бидејќи во Македонија една брачна двојка, сопругата да има 104 љубовници е некој абсурд, мада сме имале сите. Меѓутоа, да не дојдам многу. Од кај го извади ова света бројка 104, која што на некој начин е света, бидејќи се поврзува со едно свето место во Македонски Брод, кај што од Сарајево до Тулбето, една заедничка весела за време на Отоманската империја, за тоа се нарекува Тулбе, одат 104 скали. Сега, кај го излезе? Зашто не беа реално, дека беа 7 љубовници, или 7, или 9 е мој број. Тоа сакам да се праша. Прочитав од овој расказ, излезов во книгата и многу размислав дали да го оставам
во контекстот на ова прозно дело, или бидејќи самиот расказ е исто така инспирација за мојата последна драма, и всушност кога ќе ја гледате драмата, ќе го добиете одговорот на ова прашање. А јас мислам дека си била на мојата манифестација во Брод, па си ги броела скалите. Да си мора да ја гледам драма. Следно, не спрема за Ама та прилика сандена баш па да, на 26 мај. Кратко, и честитам на сите нови членови на Друштвото за членувањето и сакам само да додадам дека некои од нив веќе се приведени, припеани на руски и до некаде значи се познати во Русе, а се работи значи конкретно еве за Витко Богов, за Лукзим Хадири и Хана може вака една тајна да подоткрием. Очекуваме дека наскоро ќе излезе во превод на руски романот на Хана, Илена и Шумски Петролов. Браво! Hoćete na јазикот и преведувачите. Фала ви на сите за присуството. Ова малку подреа може би повеќе од предвиденото, но верувам дека вредеше. Фала на учесниците, фала на Славчо за воведот. Јас дознав и научив доста нови работи. И така, со среќно во друштвото и да се гледаме и на следни настани. Благодарам.